Во недела точно наплатне Твитер и Фејсбук заедницата ќе им презентира на владата и градските власти како би изгледала ограда од живи луѓе. Стотици невработени кои фатени за рака би ја направиле најоригиналната ограда во светот. Идејата која вчера прострои по интернет просторот најде на големо воодушевување. Се повеќе и повеќе млади, но и повозрасни граѓани се најавени дека внедела ќе демонстрираат како би изгледала оваа ограда која со сигурност ќе чини помалку од предвидените 1.400.000 евра. Јасна Трагачевска, активен твитерџија во името на Сајбер заедницата, ексклузивно за Ајден раскажува како дошле до идејата. Од смеа проникнал став дека во животот никогаш не виделе толку пари, а во ситуација на невработеност и економска криза не гледаат начин како би ги заработиле. Доколку на нас не се даде милион, што би тој мост правил? Тој би пеел, тој би свирал, тој би играл, тој што све не би правил. Значи имаме доволно незапуштени луѓе кои што може да се нафатат заедно да го направиме овој мост да изгледа како ниеден друг од живи луѓе, бидејќи луѓето немаат работа, може да се стидат тука, да се фатат за раце, цел ден на мостот да стојат да го држат да не падне и тоа би било, со тоа би добиле некаде околу 5.000 евра секој солидно, доста пристојно. Во недела Твитер и Фејсбук заедницата ќе промовира уште една идеја, за да нагласат дека сумата која се дава е преголема. Постоечката ограда ќе ја облепат со лажни банкноти од по 100 евра. Дури и така велат нема да се потрошат 1.400.000 евра. Него 1.000.000 евра се точно сума со која што оваа ограда може да се поплачи користејќи 100 евра банкноти. Пресметано. Значи сега да почнеме да ја лепиме оваа со 100 евра, ќе направиме мост од 1.000.000 евра. Толку сме богати. Јасна во името на нејзините пријатели твитерџи потенцира дека собирот внедела нема политичка заднина, туку е само знак на револт поради нерационалното трошење на пари. Ова не е протест против оваквото, против владеачката, не знам што. Ова е значи собир на креативни луѓе, на креативни граѓани, кои што се запознали, се виделе на иста идеја по сајбер сцената и кои што мислат дека тие смешки што ние си ги правиме дома, што си ги правиме на Твитер, што си ги правиме на Фејсбук, што си ги лајкаме, дај да доеме да ги извадиме на улица да се насмеат другите луѓе, да видат како сме ние супер креативни, пошто више почнавме да ги примаме без бунење. Твитер заедницата вчера под псевдонимот Жива ограда ДОО побара поништување на тендерот за оградата на мостот кај Холидей Ин.